Ти го спомнам само еден пример, 5 година и нешто, кога една иста ваква топола во Карпош, во близината на училиштето и општината падна и тешко повреди едно дете. Каде што одговорност буквално не можеа да се најде. Градот префрла на општините, општините на градот, градот на паркови и зеленило, значи еден круг затворен каде што одговорноста нема. Затоа што некој на време не реагира. Постојат повеќе причини за тоа што паднаа дрвјата. Ветер кој што за овие, да кажеме, простори не е карактеристичен и со брзината и со силината, и нормално дека и растенијата и сите други не се прилагодени на вакви услови. Па затоа и последиците се поголеми. Втора причина можам да спомнам како непревенирање. Ние како општество, како луѓе кои што живееме на овие простори, треба да размислуваме превентивно. Што значи тоа превентивно? Секогаш да очекуваме вакви ситуации и да делуваме превентивно. Затоа ваквите високи стебла треба да се намалат, да дојдат пониско, да им се намали крошната, лисната маса да се намали, за да не бидат толку да добијат механичка отпорност од навалување, тоест од кршење или од откорнување. Специфична е работа, мора многу да се, значи стручна екипа да дојде да види во однос и на почвата, и на типот на дрвото, и на ружата на ветрови од каде дуваат, климатските промени. Во некои држави ваквите дури тоа се вика сидрење, ги врзуваат стеблата едно со друго, за при силните ветрови меѓу себе да се подпираат, да не дојде до откорнување или до кршење. Значи, ни престои стварно една обимна работа, ако сакаме парков да го доведеме во еден функционален систем кој што ќе им служи на потребите на граѓаните. Луѓето треба да разберат дека се што ќе се роди, еден ден мора и да замине дома. Така и урбаната дендрофлора. Таа не е трајна, треба да се заменува со нови, со прилагодливи. Еве сега имаме климатски промени, сега овие силни ветрови, оваа суша, високи температури се резултат на некои си климатски промени и ние мораме вегетацијата да ја прилагодиме. Денеска кај нас секој простор се искористува и законските мерки предвидени со тоа да колку квадрати зеленило е потребно, и сега тука урбанистите бркаат. Ако направате одредена зграда, па сега ајде ќе направиме ова, ако не им недостасува ќе предвидат кровно зеленило и сето тоа. Не е суштината на тоа. Не може ние да ги набиеме зградите една до друга и измеѓу нив да насадиме дрвја и дрвјата еве. Значи, бројката не е решение. Бројката не е решение. Треба целиот систем заедно да го гледаме. Да представува добробит за сите, а не само за тој што ќе ги земе парите. Град Скопје, тоест паркови и зеленило, денеска располагаат, колку што јас имам сознание, само со една екипа, која се грижи за кастрење, сечење и уредување на зеленилото. Многу од стеблата во градот веќе 5-6 години се обележени и за сечење и за кастрење. И таа екипа не може да постигне сето тоа да го среди и доаѓа до последици. Последиците се не само по населението и луѓето што живеат, него последиците се големи и по самиот град, бидејќи штетите предизвикани од паѓањето на овие дрвја, треба град Скопје да ги подмири. Го доведеме во некој ред, ако треба да го смениме, да донесеме соодветни дрвни видови, тие што треба да се искастрат, тие што треба да се исечат, да се исечат. И тоа луѓето да не го сваќаат толку трагично,
Затоа што ќе се менува, мора да го смениме за да немаме вакви штети понатак. За новото зеленило што е предвидено, она што го кажав, треба да биде соодветно, па во наводници ставам школувано, прилагодено на урбанистичките потреби на градот. Кон детската клиника кога се движите има 4 стари тополи, кои на изглед изгледаат добро, но тие се исто како овие овдека што може да предизвикаат опасност. Реагирав до град Скопје, истите ми кажа, односно дека надлежност има заедничката служба над клиниката и дека до нив е пренесена пораката за сето тоа. Меѓутоа еве 2-3 години веќе ништо не се превзема. Реагирав и на медицинскиот факултет, реагирам и преку Facebook, предупредувам на луѓето кои се во можност, кои имаат влијанија, да допринесат тие дрвја да се отстранат. Они тоа го сваќаат луѓето, ако ги отстраним, ќе го изгубиме земја. Отстранете го, на тие 4 тополи вие може да насадите 10 нови школувани садници со крошни, со сенки, кои што ќе представуваат убавина, ќе имаат и својата функција, а нема да бидат опасност за и болните, и посетителите, и останатите луѓе кои што работат и се движат во болницата.